Ова епизода на Скратен корнер ви ја овозможи Хајнекен, пријател на Лигата на шампионите на УЕФА. Гол. Брус Макмилан, браво Брус. Да, чекал, чата за 3. И со овој гол на англичаните, тука вака на овој флипер, ја почнуваме 29-тата епизода на вашето омилено фудбалско шоу Скратен корнер. Добре дојдовте назад, добре дојдовте момци, кажете ми како сте. Одлично. Одлично. Јас сум исто добар. Како е завод? Завод, да, малце така сум. Како Барса климава. Пошандрцам. Да, со оглед на тоа дека пред малку беше целиот запад, али сега сум супер. Се надевам дека нема да имате забелешки што не сум се што малце ме држи дека не си звичката. Дури да шушкаш на Може да микрофон, почнам и никој не да замерува. биткам нешто. Даваш се од себе. Така е. Да, сега, Така е. секогаш. Лотко, како е Вердер? Добро, прв тепаше Знаеш? на гости со Шалке, да, поминав убав викенд одличен. Ме радува Тале што дава се од себе за разлика од Бен Симон што неќе Го чекаме за пета Да, утакмица, да, ако си игра да. пета ќе настапи. Да. Спремем беше за пета, ама са. Да. Да. Ве гледам дека сте прателе Твитер денови, значи. Пратев. Да. Да, Сега така. ја испрашам. Јас не сум прател Твитер, али може да научам од Тале што се твитува. Добро, да. Да, може и така. Менеджер не вработен. Целодневно. Цак. Одиме кон што се твита? Одиме. Одиме. Бидете така, стиснете лайк, сабскрајб и останете со нас. Дешки, синото пиле од Твитер има нов газда. Господинот Елон Маск Та. го отвори новчаникот, извади 44 милиарди и си го купи Твитер. Имаше некои доста интересни реакции. Досетки. Не, стварно, мислам реално. Да, колку американци ќе се преселат у Канада и рекоа ако Твитер биде на Елон Маск ќе се отидат од мрежата, ќе се преселат у Канада, види Кој ќе одат на Телеграм ќе одат. На која мрежа ќе одат? Бега ја иде. На Facebook. Добро, имам прашање. Димовте 44 милиарди. Што ќе правевте со нив? Ќе ставев у банка ќе шифа од камата. Не. Тоа е најмакедонско, најмакедонско нека. Не знам. Ќе купев 10 НБА екипи како си мислев него сега. Сега шампион како. Ајде, добро. Ќе земев добро десно крило за Милан. Добро десно. Ќе А го со земев другите Милан. 3 милиарди не знам што. Овој добро Много си е купи. лесно човек, ќе си бидеш пензиониран. Јас би го направил исто што правам сега, ќе се в пензија. Ќе се снимам емисија. Па да, знаеш дека не ти е лоша идејата. Да беа Манчестер Юнајтед ќе купе уште 3 Хери Мегвајери. И 3 капитена. И по ќе некој дојде. мат. 3 капитенски ленти. И по некој мат. Па не е лошо. Па не е лошо, брат, што? Матич. И не пак баки му го обновија договор. Не, ќе го оставя да се отиде во Јувентус, па ќе го купи за 200 милиони. Да, тоа е поентата, Да се треба крене да покажеш формата малце, сила. сега бе, па Треба да надо. покажеш сила. Шпанија имавме нови случувања. Стариот добро познат Жоакин со ново трофејче, Реал Бетис освојувач на купот на кралот во Шпанија. На пенали со Валенсија, одлично. Јас сум Баш пресреќен интересни за вести. човекот. Исто. Многу. Исто. Она сликана со сликата на Пелегрини со тренерката. Прекул тренерка. Најаки. Маскев. Да, тотално. Ептен онака и класика и на него му стои боите се тие што треба да се и се. Жоакин сликана особено со двата трофеи. Значи, освојува трофеи во 2005-та со Реал Бетис, потоа Реал Бетис имаат освоено 3 пати куп на Шпанија, 2 пати со Жоакин, Жоакин, значи да. она 2/3 од нивната историја. 2005 освојува куп, трофејот оди како специјален гостин на неговата свадба. 2022 освојува куп, кој знае кај ќе однесе трофејот сега. Нова свадба? Се сака со жена, ме претпоставам ќе ја носи на втор меден месец и ќе си го земе трофеот со него домов. Ќе го прожета малце до Малдиви, сонце нема видено.
кај нас у Шпанија некако слабо. Бога ми. Хектор Белерин отиде во Реал Бетис, пред да отиде во Реал Бетис, даде една изјава дека одам вика во Реал Бетис за да освојувам трофеи и му се убија од смеење во Премиер лига, зашто оди во Реал Бетис да освоја Буквално трофеи. сите, не само Премиер лига, Да, буквално да. сите му се смеа. Како ќе одиш у премиера, ти играш во шпанско првенство Да, и сакаш што да ќе освоиш? У Реал Бетис. И па, братот дечки. зема прв трофеј пред Арсенал. Еј, Турција. При крај на сезоната многу голема мешаница игра Газиантеп и Ѓостепе на нашиот Јаховиќ испадна, ама што се случи на утакмицава? Добро, да почнам јас со објаснување. Значи, Почни. требаше да ја вратат топката во игра, наводно ферплей враќање назад во игра. Јаховиќ, бидејќи, не знам, толку му сече, ја пресече топката, отиде им даде гол. За опстанок наводно. Кажав нешто, ама ќе бидам воздржан. Да, подобро. Ајде овие тука демек да покажат, после тоа нели им дозволија да дадат гол на Газиантеп. Газиантеп дадоа гол, па судијата досуди пенал за Газиантеп, па Газиантеп од ферплей па го промашија пенал. И на крајот што беше исходот, никој од нив не профитираше, Ѓостепе испадна, Јаховиќ игра во втора лига наредна сезона, Ако Газиантеп продолжи. ништо од оваа утакмица не виде, јас не знам како е дозволено турска лига да постои. Во таа лига од секогаш имало контроверзија, од секогаш било... Ердоган ги влече конците. Као. Што ми кажуваше вчера за тоа дека Ердоган вештачки одржува лигата? Да ги сочува навивачите мирни, као, нели со паѓање на лирата, као многу клубовите, не многу туку 90% од клубовите се во загуба, пошто договорите со играчите што ги потпишуваат се во евра, со самата девалвација, нели? Да. Се во неверојатна загуба и има и баш и видеа и така на YouTube, као може да проверат гледачите дека Ептен вештачки ги држи, финансира од буџетот пари за клубовите само за да бидат мирни навивачите, пошто се Да, ама турските тоа нели навивачи се е едни од Социјални немири може да се нели предизвикаат. е рецепт за колапс тоа? Мислам лигата не може уште долго да издржи така, колку? 2 години, 3 години, колку ќе ја спонзорира Ердоган целата лига? Пак ќе спонзорира се додека американците не им дозволат да се вратат у живот поради тоа што сето тоа е вештачки предизвикано. да не зазиваме американци Русија, ама. Да. Ама американците. да, американците. Мислам дека е неизбежно кинеско сценарио. Мислам кинеска Аха. лига сценарио во Турција, кај што сите странци ќе се ќе почнат да играат само нели домашни играчи, деца што ќе играат за многу малку пари, односно многу малку пари во споредба со тоа што сега го земаат. Да. Е сега, ајде, Ѓостепе рековме дека испадна. Ама во Англија трката за испаѓање е многу поинтересно отколку во Турција. И еден гигант на англискиот фудбал вмешан во борба за опстанок. Евертон на Длабоко Лампард, загазен. Евертон на Лампард и покрај инвестициите од последниве 6-7 години и покрај јануарските аквизиции и покрај донесувањето на Лампард по отпуштањето на Бенитес, некако кубури. Никаде не може бодови да најде. Стварно ми чудно ми е поради тоа што очекував дека Евертон ќе бидат барем во топ 6, веќе топ 6 е многу згуствато, некако Да, многу тешко е да влезе. Тешко е, ама никогаш не очекував дека Евертон ќе дојде во ситуација да се бори за опстанок со тие играчи кои што ги има, а башка Евертон е. Да. Се работи за стандарди кои што клубот ги има и толку време се во Премиер лига. Не ми 20 е години се во Премиер лига и од кога се во Премиер лига се стандард за, ако не порано пред појавата на финансиски надмокни од Сити, претходно барем биле синоним за топ 6, Да. а веќе во последните 5-10 години за топ 10 као. Памтиме 2005 година завршија пред Ливерпул, кој освои Ливерпул лига на шампиони и во не Истанбул. отида. Не отида во Лига шампиони, испадна квалификација од Вилјареал кој го делеше еден пенал на Рикелме за влезе во финале Да. на едната година, значи стварно беа добри. И тоа континуирано беа, како што кажав, тоа Евертон во последните 10-20 години е синоним за топ 10. Ова што се случува стварно е штета и стварно не гледам дека е до Лампард, туку еве, како што кажа Италија претходно пред емисија и Анчелоти не успеа, и Бенитес. Очекувавме Не, барем многу, да. во претходните епизоди реков дека Лампард ќе проба да, нели ќе успее да го направи тоа зашто направи добри трансфери. Меѓутоа како што гледам бројот само тоне. Да, изгледа дека нешто друго е причината што се случува. ништо не функционира во клубот и изгледа дека тоа е причината.
Ама и Лампард мислам дека малце го преценивме како тренер. Не, види, сега дефинитивно Лампард не беше човекот кој што треба да ја добие оваа задача. Оваа задача е задача со многу притисок која што не му се дава на млад тренер. Реално дали ќе беше подобро, можеби Рој Ходжсон додека беше тука да го земат, да ги обстане и да после да му речат по крај на сезоната оди си. Да. Ама Лампард е градител, не е quick fix тренер. Има некои тренери кои е класичен пример е Тухел. Тухел дојде во Челси, знаеше што треба да прави, го користи максимално тимот. Не е quick fix тренер, повеќе би рекол за Лампард, да, не е искусен, ама ми личи на тренер кој што сака да се изгради екипа по негов модел, кој што сака да си ги има играчите од подолго време да се уиграат, нешто како што го прави тоа Клоп, кој што прави Гвардиола и ама колку ќе има време да го направи тоа. Не верувам во Лампард, не знам зошто, ама не ме уверил да се ни во Челси ни претходно во Дерби, кај беше. Не верувам дека е тренер кој заслужува голем клуб. Евертон е голем клуб и било кој од премиер лигата е голем клуб, како дури и Норич. Така. Да, со оглед на тоа каква е нели ситуацијата моментално во светскиот фудбал, секој премиер лигашки клуб мора да се рачуна како голем. Бидејќи оваа тема е доста обемна, а има многу клубови за кои што би можеле да дискутираме, предлагам да ја оставиме за главната тема, а тука да го завршиме овој сегмент. Ворете тоа? Може. Ворете. Бидете така, пијте Хајнекен и очекувате ја Лигата на шампионите, бидејќи си играат и следната недела. Знаете зашто сме тука, нели? За да наздравиме заедно за супер награди со нашиот нов пријател Хајнекен. Како што наближува крајот на Лигата на шампионите, така наближува и наградната игра на Хајнекен. Поточно, веќе е почната 25-ти овој месец почна наградната игра на Хајнекен, со која што можете да освоите многу добри, многу вредни награди од дуксери, приврзоци и чаши и еден куп работи брендирани со логото на Хајнекен. Се што треба да направите е да го пронајдете кодот под етикетата на Хајнекен од 0,4 литри или под капачето на Хајнекен од 0,33 литри, да го испратите преку Viber или преку SMS порака на 14 99 14, да учествувате во наградната игра која што може да ви донесе кој знае што. Добра атмосфера преовладува денеска. Дечки, муабетот на неделата ни е повторна тема од Премиер лигата и клубот кој што го најавивме во претходниот сегмент. Плавите од Ливерпул, Евертон се во битка за опстанок и име густо ептен таму долу на дно на табелата, реално се борат со само еден клуб за опстанок и изгледа малку поразителна ситуацијата за нив. Ајде да отвориме темата со накратко да ми објасните зошто Евертон е во оваа позиција, како се случи ова? Мислам дека проблемите на Евертон повеќето доаѓаат од надвор од терените, не на самиот терен, кога незадоволството на поединци и неголемата доверба во своите соиграчи, потекнува од неколку скандали што ги имаат поединци од Евертон надвор од терените, нели во приватен живот, и од таму почнува се, плюс неконзистентноста на некои клучни играчи, плюс промена на тренери во многу краток период, трансфери кои што некои се погодија, некои не, некои малце повеќе погрешни трансфери, се тоа доведува на еден колапс на тимот, нема никаква хемија која што може да видиме. Гледав последно например со Ливерпул, не може да се состават со топка. Не знам како може да, не верував дека ќе бидат на ова ниво, особено после януари, нели купија некои на име добри играчи, меѓутоа на терен ништо не покажуваат и искрено не знам, не верувам, не сакам да го видам Евертон во втора лига. Мислам дека Барнли треба да биде тој, зашто 10 години поред се вади, ама слаб сум на карамели, се гледа по мене, ама да, не. Хамба пола милиарда потрошени за Евертон последниве 6 години и многу малку од тоа е останато во клубот, многу мала вредност барем сезонава добиваат од тие играчи. Дали
тука има дел од проблемот. Дали во трансфер Дефинитивно. политиката? Не само трансфер политиката, сведоци сме дека Евертон веќе неколку сезони инвестира многу, а не покажува никакви резултати. Тоа е доказ дека тимот структурни проблеми ги лепи со, тоест ги санира со отеј. Нешто Да. што реално треба некој инженер да дојде и да види што се случува таму, за да знае кој е уствари лекот за тоа што се јавува како проблем од тимот. Поради тоа што темата на денешниот панел ни е тоа и разгледав баш, прогуглав што се случувало со такви поголеми тимови кои што имаат и повеќе финансии и излегле нели од првата лига во преворањата во земјите кај што се преварува. Секаде истата приказна. Имаат некаков успех, заработуваат малце повеќе пари, но многу лошо менаџираат со тие пари. И тој момент каде што они се расфрлаат со пари кои што реално може да ги потребат многу попаметно, ги носи во ситуација да тимот се доведе во колапс. Истото се случи со Барселона. Тимот на Барселона беше тотално крш. Тотално крш поради тоа што претходно беше многу лошо менаџиран целиот клуб. И тоа се случи во сите овие клубови, само што Барселона има многу повеќе финансии и имаше седеќе што да е добар председател кој што го изведе клубот на прав пат. Истото се случува во Евертон. Раководството не е како што треба. Не ги донесуваат правите одлуки, не ги донесуваат правите луѓе на високите позиции кои што треба да бидат. Последен таков клуб, мислам, англиско беше КПР пред 10 години, ако не се лачам, исто многу пари Да. беа последни, никој не очекуваше, па уште во јануарскиот првден рок фрлеа уште многу повеќе пари, резултираше пак со Тие испаѓање. два пати под двајца различни газди го направија Да. истото, ама ајде да ја поставиме баш темата на оваа епизода. Кој е најголемиот клуб што сте го виделе да испадне од прва лига во текот на вашите животи? Значи имало многу, ама ме интересира онака Мислам кој дека клуб стварно не го Еден разочарано. да го отфрлиме, пошто на сите ни е апла познато кој е најголемиот клуб, тоа е Јувентус. Јувентус е Колчополи. Да, Да, а условите беа, ако- мислам, различни беа, нели, Сепак, околностите. околностите беа различни, но Дефинитивно од Европа најголем клуб што најголем клуб што испаднал, да. организирано, да. Да, што ја мислам дека да, зависи ако стана збор за регуларно, мислам, испаѓање као играчки Да, едноставно да, завршиле да. последни на табела. Јувентус спаѓа во тие што се сврли, ама и во тие што се сврли не ми е толков шок колку што е Рейнџерс на пример, што испадна нели директно од четврта лига, кој најтрофен клуб во Да. Шкотска, 55 титули има нели во првенство, кога го исфрли во четврта лига, да, поради долгови, не поради местење како Јувентус, Така. меѓутоа пак тоа е огромен шок. Као Така. повеќе од пола сезони ги имаше, нели беше пред да го исфрлат беше најтрофен на светско ниво, на многу титули. Кога ги исфрли имаше 54 титули во Шкотска, сега лани зема нели 55-та го помина Селтик, нели 7 поред му зема Селтик, така да мислам дека Рейнџерс е поголем. Ако ако станува збор за фудбалски, нели ако изигра на цела сезона по регуларен тек на настаните, да, фер испаѓање. Ако станува збор за од англиско, мислам дека Сандерленд тоа што го направи од прва лига кога играше Лига Европа, испадна во втора лига, од втора лига сите се очекува да се врати во прва лига, имаше 3 пати поголеми плати од просечната за во втора лига, тој место да влезе во прва испадна во трета лига, што беше најголем шок. Дебакл за да. А иначе као општо за испаѓање мислам дека Ривер Плейт као 2000 Ривер Плата од Аргентина, прв пат по 110 години испаѓаат во втора лига, имаат шанси се до последно коло, нели, дома играат со Белграно, им треба победа од 2 гола, во 5 минута победуваат 1-0, имаат пенал не искористуваат, не ни победуваат на тој надпреведен еден. Мислам дека тоа е феноменална генерација со феноменални играчи, Ламела, Окампос, мислам дека беа браќава како се презива, не ми текна се презиме, не Мартинес Кварта, ќе ми текне до после. Небитно Мајдана што е штопер, Ортега играше тогаш исто, као тоа беше неверојатна генерација. Кога Мајдана остане во втора лига или после го донесо и Трезеги и Кавенаги, небитно Савиола исто играше го таа сезона кој испадна Ривер. И сето тоа као најголем клуб во Јужна Америка, меѓу најголемите во светот, одеднаш испаѓа во втора лига, прв пат во својата историја, нели, после 110 години, и кога се знаеше дека ако испадне имаше 2000 таму полицајци колку
не успеа да го одбранат као стадионот, 50.000 највачи на Ривер, нели, влегоа го искрчаат за стадион, протести, глупости. И знам дека Пасарела беше тогаш претседател на клубот, еден од фан фаворитс на Ривер, нели, капитенот на Аргентина 78-ма. Тогаш беше као управен одбор, директор на управен одбор. Испадна тогаш е као персона нон грата во Ривер Плейт, општо из цела Аргентина и мислам дека тоа е најголемото разочарување, као се пред сезона се борел за титула и во првенство и во Јужна Америчка лига на шампиони, одеднаш иде во втора лига. Тоа неочекувано скроз. Вчера ми објаснуваше како работи механиката на тие лиги и како се испаѓа и сето тоа. Да, малку сурово према Ривер Плата, ама реално многу изненадувачка вест беше тоа, бидејќи сега за мене беше вест, не ја следам аргентинската лига, до тој момент не ја следев баш нешто кој знае што. Иначе да, браката беа Фунес Мори, да, едниот и уште игра, Родриго и едниот од Рафаел. Евертон, убаво што го спомна, Родриго. Фунес Мори, Родриго и тој Рафаел, мислам, едниот уште игра во Ривер. И исто и Ледезма играше таму таа сезона, као многу добра генерација. Еве Ламела направи кариера во Кампос, исто во Севилја ги гледаме сега, као стварно чудно дури. Чудно. Хама, ајде, аргентинциве, стварно е многу големо изненадување за Ривер Плата, ама сакам некој друг избор да слушнам од тебе. Имаш нешто што стварно на кај прво нешто што ќе се надоврзам на мојот од претходно е последното испаѓање на еден од поголемите клуби во Англија од Премиер лигата, Њукасл, 2009 година. Тим каде што никој не очекуваше дека ќе се доведе во таква ситуација и мене беше стварно многу Њукасл сепак. Колку и да не сме навикнати да бидат сега во последно време, нели? Некаде на вротната табелата, они излегува. Баш сега, нели, ти ми спомна и за дешавката со Овен. Да, за тоа сосем е заборавено. Тоа, да, беа специјални, нели, околности. Њукасл се бори за опстанок. На Мајкл Овен му истекува договорот по крајот на сезоната. Во последното коло Њукасл влегува со можност за опстанок. Значи, може да опстане, единствено што им треба е бот. Не е ништо специјално, значи требаше да земат бот за да опстанат и сето. Мајкл Овен ден пред надпреварот објавува дека нема да го игра тој надпревар, бидејќи ќе се чувал за да не направил, за да не доживеал повреда, нели, на тој надпревар, сакал да си отиде како слободен агент. Алан Ширер смртно му се налути по тој надпревар и едноставно до ден денеска не зборуваат. Кроз неочекувано за екипа која што истата декада на почетокот се бореше за титула, имаат есенски шампион, мислам на почетокот фрлија многу пари вложија, баш кој што кажа Алан Ширер, нели го земаат од Блекбурн, пробуваат да направат конкурентска екипа што ќе се држи против Юнајтед и Арсенал во тоа време, нели? За помалку од една декада, тоне, да, тоа е му требаше неколку години му требаше да се врати, меѓутоа тоа е многу интересно. Моментот е како имаат успех, добиваат пари, истото се случи со Атлетико 2000 година. Атлетико 96 освоил титул. Од 2000 година во тимот ги има Жуниньо, Виери, ги има Джими Флойд Хаселбанк кој што дава 24 гола. Атлетико излегува во втора лига. Да. Лошо менаџирани да, пари. Да, Атлетико газдата беше, нели, има исто граначалник на Марбелја со криминали ги фаќа. Лошо менаџирање со клубот. Истото беше и со Вијареал 2011-2012, мислам. Со Џузепе Роси, со кој беше да, добриот шпиц Милман. Да, 39-40 гола има дадено предходната сезона тие двајца и наредната сезона излегуваат втора лига. Исто во Шпанија и Селта не има. А се очекува дека ќе направат нешто посебно. Шпанците мислам дека имаат најголем број на клубови што може да ги именуваме како гиганти што испаднат. И Германија Реал исто. Sociedad, Депортиво Ла Депортиво Коруња, Ла Коруња, Селта. Океј, мислам дека и двајцата кој што ми кажавте сте песимисти за Евертон, а ќе кажам исто така дека и јас сум, мислам дека дури и целата лига е повеќе наклонета према Барнли, па мислам дека може и да се надеваат малку повеќе и за некој тим да извади послаб состав против нив или нешто да се случи, плюс се многу повеќе екипа отколку Евертон, така што им давам малку поголеми шанси да опстанат. Фина тема истеравме, дечки, фала ви за муабетот. Мислам дека е време да завршиме оваа епизода, бидејќи муабетот стварно ме измори, а треба да се го топиам пивото. И треба да одмориш од зборување, поради тоа што Јово има еден многу интересен гостин. Еден од нашите најверни фанови, ќе ви биде тука гостен на панелот, ќе биде гостин на Јове.
ќе уживате во неговото фудбалско знаналштво, само да видим што ќе опраша Јове. Дали е спремен? Добро вечер, добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене имам интернационален гостин Виктор во Македонија, интернационално познат како Чато. На кого што пред да почне емисијата ќе му дадам еден мерч што го добивме од нашиот спонзор Heineken, еден привезок, и ќе го замолам да видам дали е вистински зналац да ги сруши овие лименки. Да видиме овако, значи со нога или со рака? Со буткање, со пај може и со нога. Со нога, но знам дека автоматски. Ајде со рака да видиме што ќе се деси. Ау. Па добре, 2 гола даде, мислам дека да проаѓаш, може да ја овако следна фаза. Да преидеме сепак на малце посериозни да бидеме. Ти си голем навивач на Челси. Ќе го врзам малце муабетов од дечкиве што го правеа. Мене ми е интересна приказната на Челси и на сето ова што им се случува годинава. Мислам дека многу на онаа турбуленција, таа синусоида што им се случи против Реал Мадрид дома да изгубат утакмицата, мислам дека само што се случи со Роман Абрамович дека му го одземаат клубот, неизвестна иднина дали ќе имаат спонзори во клубот, дали ќе биде тој собственик, дали нема да биде, сето тоа влијаеше. После тоа никако као да најдеа модус се повратија, знаеш, малце егото нивно онака изиграа како што треба во Мадрид, меѓутоа сепак имаш импакт на тоа и не ги гледаме овако понатаму во Лига на шампиони. Има импакт во последните 3 месеци, има импакт според мене, ама на таа утакмица, точно за со Реал утакмицата, не обвинувам ниту ја ставам таа тема околу Абрамович затоа што Челси многу висока одбрана играше со Реал, као са противник за Реал Мадрид, за искусен противник кој средини има као играчи како Тони Крос, Лука Модрич. Не можеш толку висока одбрана затоа што е многу јасно дека тие топки многу лесно ќе поминуваат на кај Винисиус и на кај Бензема. И тотално ферска победа на Реал Мадрид првата, втората исто, Челси се потруди, проба да се врати, изигра одлично, испаднавме во шампионско светло што се вика, ама сепак исто. Вистински шампиони као што треба изигра, вистински шампиони. Да, ама искуството на Модрич и на Реал си го направи своето и на Карло Анчелоти. Јас себе на пример од како ќе кажам на пример Челси во мое време не беа голем клуб, не беа на ова ниво, мислам, не биле секако голем клуб, меѓутоа нели онаа транзиција со италијаните кога беа Виали, Зола, не знам дали Раванели дали го зема Ди Матео, па и така натаму, па таа некоја италијанска ренесанса кога им се случи, па кога го востановија во, да речеме, топ 6 екипи, па топ 4 за да прераснат со доаѓањето на Абрамович и со вистинските инвестиции, нели специјалниот да прераснат во една од најшампионските екипи можеби во оваа деценија. Кои се информациите, дали ќе остане, дали нема да остане, што е во наредната сезона? Мислам дека што може да очекуваме од Челси? Не може да се врати на тоа што било секако пред 20 години затоа што Челси више има изградено името изградено веќе на Челси, спонзорите, инвеститорите се секогаш ќе има више, ќе бидат заинтересирани за да го земат повторно Челси. Но сега е прашањето кој ќе го земе. Секако се влијае тоа на политиката на Велика Британија, на кои сојузници му одговараат, од која земја да го земе, од која земја да биде газдата нов. Но мислам дека ќе има губење на спонзори, веќе 3 спонзорот изгубен. Изгубија 3 спонзори? Да, 3 спонзорот, што има на дресот 3 спонзора, да, тој го изгубија. Го носат заради од чиста рутина заради дресовите, го носат моментално. Тој спонзор е изгубен, но мислам дека инвеститори секогаш ќе доваѓаат више во Челси. Абрамович како фадер на клубот, можам да кажам. Како ги плаќа сега тоа? Се знае ли тоа официјално или неофицијално? Сметките на што се останати на Челси да ги платат играчите си продолжува, но сепак замрзнати се сметките кои не даваат никаква логика да бидат замрзнати за патување со автобуси, секако може тоа се го дозволат. Внатре во Челси тоа одредени луѓе за да го финансираат, но не дава логика да биде откако Абрамович е веќе протеран и завршено е неговото владење во Челси, е многу нелогички веќе да се замрзнати тие сметки. Но секако се очекува сега од американци или од некои компании од Саудиска Арабија да го земат Челси. Секако има тука се вклучени и Хамилтон, вклучени се некои јавни фаци, но не се знае ништо сега за сега. Значи сега барате инвеститор, некој кој што ќе го преземе клубот и да продолжи да го менеджира. Да, па имаше дедлајн некој за инвеститори, помина тој дедлајн, но веќе се
секако инвеститор ќе дојде во Челси. Веќе тимот е голем и Значи веќе ти не предвидуваш дека еве Челси ќе биде најголемиот клуб, да речеме во наше време што ќе биде релегиран, што ќе се распадне и така натаму. Тогаш еве кој е според тебе случајки ги дичкиве со муабетот претходно, која била според тебе еве некоја екипа што не ја спомнаа дичкиве? Па они ги спомна како Ривер Плата, Ренџерс, секако и Јувентус. Но според мене Јувентус секако, но тоа не е вид на испаѓање како што испадна, сега го спомнаа дечките Евертон, што е сосема друг вид на тој више во фудбалот, тоа Јувентус што го направи беше Калчаполи и не беше на сите јасно нели како заврши таа приказна, но најголем клуб според мене е Јувентус. Но секако не се вклопува Јувентус во испаѓање на приказна како што испадна Ривер Плата, како што испадна Ренџерс. Добро, И Ньюкасл еве од мене 99. honorable mention ќе бидат еве например сега се за никаде Nottingham Forest биле екипи ште Секако. Да. 90-тите Блекбурн мислам дека беа сериозна екипа, сега што мислам дека немаат припарено, Да, они шампионска можеби титул со Ширер, да, точно. 95 али кога ми кажавме, зборевме, од тогаш малте не така секвенци влегуваат по една сезона, ќе влезат во премиер и не може да задржат статус. Добре, Живееш ги во имаме Чешка. Точно, Пратиш ли таму фудбал? секако. Што прават Играв- таму? Кој е, како е што? Полупрофесионално, нака е професионално. Аха. Пратам, да, има Славија Прага, Пълзен се борат за титула. Славија Прага, Спарта Прага да се гледа меч уживо би го препорачал, Прашко дерби. По 40-50 или секогаш фул стадионот. Славија Прага веќе последниве може да се каже 5-6 Вардар години. преслуша некој еден од нив, кој беше таму? Спарта Прага. некој. Вардар? Вардар, да. Па скоро. За малце ги преслуша после како беше Поборски го даде тука за 3-2 гол го даде од слободен. Тесна Без беше свирка на таа. судија, да. Тогаш и Тоаш ЦСКА ја бевме- помина Москва, двете Двете ЦСКА, ЦСКА Москва и Спарта 2-2 на гости, кога више мислевме дека влага Вардар, но тука исто 2-2 до која беше 85-6 и Поборски без да свирне судијата во негов стил ни го даде. Ништо, да посакаме срекни приказни и да имаме зашто само за поубави приказни, нека опстанат Челси, на здравје со Хајнекен и тоа е тоа. Здраве нека. Фала ти што ми Фала ви гостуваше за во- поканата во мојата омилена емисија. Тоа е тоа, дечки. Фала ви многу што гледавте. Претплатете се на нашиот YouTube канал, кој што ви кажуваме секоја епизода. Заследете ги нашите социјални мрежи, бидејќи тоа е многу важно за да ги следите сите известувања кои што доаѓаат од нас. Пите Хајнекен, ако веќе пиете пиво, бидејќи ете, како пријател на Лигата на шампионите е најфудбалското пиво во локалните маркети и останете добри, бидејќи скратен корнет доаѓа со наредна епизода веќе следната недела.